ИПАР-3 програмата, новите можности за македонското земјоделство, тема во следниот разговор. Гостин во емисијата Македонија на утро во студиото на Македонската телевизија Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Експресно најавата за да имаме повеќе време за разговор. Добро утро. Добро утро, Чувевски, поздрав до сите гледачи. Имаме една скрипта тука, ќе се обидеме целата да ја поминеме, да ја разработиме, да им доловиме на граѓаните што е тоа ИПАР-3, па да почнеме. ИПАР-3 е фондот за земјоделство кој што го користат земјите кандидати за членство и е трета поред програма која што ние како држава ја користиме. За жал првата програма на ИПАР не ја искористивме воопшто, односно се вратија 55 милиони евра назад во европската каса, како неискористени, плаќавме камати, казни и така натаму. ИПАР-2 го започнавме првиот повик во јуни 2017 година. И навистина се посветивме со многу работа и многу посветеност како да максимално се искористи целата ИПАР-2 програма. Докажавме дека во 5 години може да се искористат како што беше и од Ване потенцирано 98%, односно за 100% од буџетот кој што ни бил на располагање, имаме склучени договори, чија што реализација сега завршува на 2400 договори. Тоа е повеќе од сите други земји кои што ја користат оваа програма заедно. Градевме административни капацитети, олеснувавме, ја доближувавме програмата до земјоделците, до сите оние кои што може да аплицираат и еве сме на прагот на ИПАР-3, каде што Европската комисија ги донесе одлуките за 62% поголем буџет за Северна Македонија и сме прва земја која што отвори јавен повик кој што е досега рекорден. Не се сеќаваме ниту Словенија, ниту Хрватска да имале повик во еден ист момент кога имате на располагање 40 милиони евра за земјоделците, 10 милиони евра преку последниот ИПАР-2 повик и 30 милиони евра кои што се од 1 септември до 1 ноември на располагање на земјоделците и на компаниите за мерките 1, основни средства во земјоделското стопанство и мерката 7 за развој на бизниси во руралните средини. Мерката 3, која што се однесува за преработувачките капацитети, е последна мерка и последен јавен повик од ИПАР-2, кој што моментално тече до 18 септември. Еве ги повикуваме сите заинтересирани да ги посетат и нашите подрачни единици и Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, но и преку сите контакти на трите веб страни на Министерството, Платежната агенција и на ИПАР.gov.mk, да навистина сите средства кои што се европски, неповратни, ги искористиме и бидат инвестиции дома во македонското земјоделство. Велите ИПАР е нашата успешна приказна, најголем успех со кој треба сите да се гордееме, ние сме лидери во регионот. ИПАР-3, освен што е со двојно поголем буџет, кои се разликите од ИПАР-2? Да, први 97 милиони евра се неповратните средства европски кои што се зголемени на база на искористеноста која што имаме во ИПАР-2. Исто така останатите земји да потенцираме Србија и Албанија и Црна Гора, дури комплетно во поголем дел од буџетот го враќаат назад. Ние го искористивме максимално, затоа имаме 62% изголемен буџет. Очекуваме 4 нови мерки. Првата мерка е за рурална јавна инфраструктура, односно за прв пат и општините во овој ИПАР период, во ИПАР-3 ќе може да аплицираат за различни тип на инвестиции, дали се водоводи, канализации, домови на културата, различен тип на мерки, затоа ги повикуваме општините да се подготвуваат, бидејќи за прв пат и тие се можни апликанти во ИПАР-3 програмата. Има 17 милиони евра за општините, за развој во руралните средини. Очекуваме акредитација на мерката Лидер, на советодавните услуги, која што особено ја очекуваме, заради тоа што имаме и нов закон во собраниска процедура. Ги повикуваме пратениците да биде изгласан овој закон, заради тоа што тоа ни го отвара патот да ја користиме и европската мерка за советодавни услуги, како би акредитирале нови 400 млади луѓе кои што ќе си добијат работа платена преку европските мерки и можности во ИПАР и ќе бидат на терен со земјоделците да им помагаат и да ги доближат сите можности кои што ги имаат, како да аплицираат, каде да аплицираат и како да ги искористат овие. Во контекст со прилогот од Струмица што во контекст со претходниот прилог кој што заедно го гледавме, затоа изготвивме нов закон со помош на Европската унија, законот е во собрание. Мислам дека е еден од најмодерните закони кои што го нема ниту една држава во регионот. Тој закон овозможува акредитација на приватни консултанти, користење на мерката од ИПАР програмата и повторно со европски средства да платиме млади луѓе, агрономи, агроекономисти
и економисти кои што ќе бидат на терен и кои што ќе ги доближуваат сите процеси во земјоделството, дали се тоа национални програми, европски програми или се тоа што земјоделците како пракса треба да го спроведуваат во самото производство. Имаме мерка за органско производство, меѓутоа она што е најбитно е за прв пат може да се набавува опрема од било која земја и за прв пат воведуваме авансна исплата, да не се задолжуваат земјоделците и сите апликанти откако ќе склучат договор, па да целиот договор треба да се реализира, па потоа да бараат поврат. Напротив, сега воведуваме можност до 50%. Сериозна сума. Да, ако имате проект од 200.000 евра, повратот ако е 120.000 евра, значи 60.000 евра може да ги добиете веднаш по подпишување на договорот, за да влезете во инвестицијата, за да не се задолжувате, односно тоа ќе биде мотив на поголем број на апликанти да аплицираат за мерките од ИПАРД. Има и новини исто така во контекст на прилогот кој што гледавме и што треба да се напоменат. Го зголемивме прагот на одредени инвестиции, заради тоа што имаме голем број на национални програми, како што националната програма за мали семени винари, за мали дистилери, за мали производители од животинско потекло, што ги таргетираат сточарите да произведуваат финални продукти и така натаму. Но исто така се на некој начин големите компании не се подобни во овој ИПАР 3. Тоа многу малку се збореше. Овој ИПАР 3 е за микро, мали и средни предпријатија. Големите компании кои што користеа во ИПАР 2, сега многу помалку тоа ќе може да го прават во ИПАР 3. Зошто? Заради тоа што преку ИПАР 2 биле подготвени, добиле доволна финансиска поддршка, го зголемиле своето производство за да можат сега сами да инвестираат. Имаме нов критериум во ИПАР 3 кој што вели доколку платежната агенција согласно формулите кои што се дадени процени дека апликантот сам може да ја реализира инвестицијата, тој не е подобен сега за ИПАР 3. Затоа ги повикуваме и постојано сме на терен, а од 12 септември ја продолжуваме нашата информативна кампања, како да допреме до сите мали производители, мали земјоделци. Тие се во фокусот на сите наши програми, затоа овој пат и во ИПАР 3 ќе имат поголем фокус, микро, мали и средни предпријатија кои што треба да ги искористат средството и секако сите физички лица, индивидуални земјоделци запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства, сите да ги мотивираме и анимираме и да ги доближиме новите правила и новите можности. Впрочем, многу полесно е и во ИПАР 3. Голем број од документите ќе се обезбедуваат електронски. Платежната агенција, например, сите градежни одобренија не треба да се носат од општините во платежна агенција, па дали биле во ред или не, ќе бидат прегледани, односно платежната агенција ќе ги добива од електронскиот портал на градежни дозволи, од електронскиот портал на централен регистар, голем број на документи. Многу улеснителни околности имаме, а имаме дупло поголем буџет. Навреме први ја започнуваме програмата во целиот регион и затоа верувам дека во следните 5 години овие 210 милиони евра се вкупно, не се 97 за да биде разграничено. 97 милиони евра се европски средства, се додаваат 25%, односно до 128 милиони евра со националното кофинансирање, и ако го додадете кофинансирањето од странките, бидејќи ИПАРД покрива од 50 до 75%, ги мотивираме најмногу младите, заради тоа што 70% поддршка добиваат младите земјоделци, и тоа е впрочем доказ во претходниот ИПАРД 2 зошто околу 900 апликанти биле млади. Ќе дојдеме до инвестиции 40 години. Меѓу 210 и 250 милиони евра кои што ќе се инвестираат во земјоделството, и не само во земјоделството, туку и во руралниот развој, заради тоа што таргетираме мерки кои што преку кои што може да се инвестира и во алтернативни земјоделски производи, во непрехранмените сектори, во обновливи извори на енергија и оно што за нас е најбитно во ИПАР 3, развојот на руралните средини, односно руралниот туризам. Да, со ИПАР 3 е зголемен прагот на минимални инвестиции со цел да се надмине преклопувањето на конкуренцијата меѓу ИПАР и националната програма за рурален развој. Една дигресија, дали велите максимално искористени средства, реално ли се? Реални ли се тие средства? Постојат ли тие субјекти? Работат ли? Апсолутно. Затоа ги поканив и новинарите во недела сите. И ќе организираме. Многу важно. Ние вчера подготвивме еден план во кој што ќе ги повикаме сите заедно со нас. Еве јас денеска сум на терен и секој ден ја водиме таа кампања да ги
доближиме визуелно дека тоа се опреми, машини, тоа се градежни објекти кои што се изградени, но тоа не се случило пред 30, пред 20 години, па да велиме, абе ги нема средствата, ги нема инвестициите или нема ефекти. Ефектите треба да дојдат, заради тоа што ние за прв пат како држава сме искористиле таа програма. За прв пат сега завршуваат сите тие инвестиции, кога збориме за 2400 договори, 2200 договори се платени. За да бидат платени, Европската комисија има најстроги процедури за исплата пред склучување на договори, имаме контрола по склучување на договори, имаме контрола пред исплата, така да многу се строги процедурите и сите тие се реални инвестиции и токму затоа секторите кои што најмногу ги искористија овие средства, тоа се сектори кои што се извозно ориентирани и кои што растат. Зошто конзервната индустрија и преработвачката индустрија расте извозот, заради тоа што сите компании може да се каже дека се веќе го имаат искуството, ги искористија средствата, ги зголемија своите капацитети, набавија нова опрема и машини и така натаму. Винариите исто така. Имаме нов повик во кој што најголем дел од винариите и во последниот повик од ИПАР 2 повторно имаат подготвени проекти. Така да проектите се видливи. Особено во овој дел на искористувањето на европските средства, можности и фондови, ИПАР 3, односно ИПАР 2 се сосема видливи проекти кои што на терен и граѓаните и медиумите треба да може да ги видат, за да ја градиме таа доверба и да ги искористиме овие многу поголеми средства кои што ни стојат на располагање. И се надеваме дека ќе станеме и земја членка, која што тогаш ќе има уште поголеми. Сега збориме за Хрватска, Словачка и Чешка, дека повеќе добиваат 6 милиарди за земјоделие имаат средства кои што во следните 7 години треба да ги искористат. Првиот јавен повик од новата ИПАР 3 програма за мерките 1 и 7 ќе ги објасниме подетално. Инвестиции во основни средства за земјоделски стопанства, диверзификација на фарми, развој на бизниси, мерката 1, земјоделски стопанства, задруги, здружени правни лица и така натаму, кој е минималниот праг на инвестиција, кој е максималниот праг на финансиска помош, што се добива? Во мерката 1 кој што се однесува токму за земјоделските стопанства и за инвестиции во основни средства, тоа значи изградба на фарми, на оранжери, на објекти за чување на земјоделската механизација, за подигнување на долгогодишни лозови и овошни насади. Особено тука е опремата, земјоделската механизација, различен тип на останата земјоделска механизација, меѓутоа и градежни активности во делот на нови фарми на земјоделските стопанства, нови силоси, амбари и така натаму. Широк опсег опфаќа ова мерка. Минималниот прак е 20.000 евра, максималниот е 750, може да се искористат во текот на целиот период 1,5 милион евра неповратни средства од оваа мерка. Може да аплицираат индивидуалните земјоделци, регистрирани земјоделци, правните лица, задругите и така натаму. Ова е мерка која што има најширок опсег во овој повик, е застапена со околу 19 милиони евра само на овој повик кој што трае од 1 септември до 1 ноември. И е мерка која што навистина допира до сите земјоделци и во најголем дел, како и во ИПАР 2, верувам дека ќе биде искористена за набавка на земјоделска механизација. Мерка 7 од ИПАР 3, физички лица, правни лица, задруги? Мерката 7 се однесува на алтернативни земјоделски производства и производи. Исто така се однесува на непрехрамените производи. Знам дека директорот на платежна агенција многу добро го објасни и тука кај вас во емисија како ова мерка допира до малите компании, до микрокомпаниите кои што имаат до 50 вработени во малите рурални средини. Ако ја отворите листата на апликативни општини, ќе видите дека најголем дел од нашата земја е рурална и може да аплицираат бизнисите кои што се регистрирани во овие средини, во оваа мерка. Но особено за нас значена е подмерката која што се однесува на руралниот туризам. Односно, ако се физички лица, да аплицираат за изградба или реконструкција на капацитети до 20 легла, 10 соби,
или ако се правни лица до 30 соби, до угостителски капацитет ресторан од 150 лица и така натаму, сали за конференции, саеми, семинари и така натаму. Ова е мерка за која што чувствуваме дека има најголем интерес и подготвени апликанти во различни рурални средини. Тоа ќе придонесе и за развојот на туризмот, но и за задржување на младите, на луѓето во тие средини, што е една од клучните цели. Очекуваме дека голем дел од овие средства во овој повеќе имаме околу 11,5 милиони евра само за оваа мерка да бидат искористени токму во правец на непрехранените производи, алтернативните земјоделски производи и на руралниот туризам. Книгата ја тргнавме настрана, се надам дека деталите ги доближивме до оние кои што се заинтересирани и дека можеби ќе заинтригираме некој друг. Кратко, со една реченица, не како министер, како човек, очекувате ли успех од ИПАР 3? Очекувам повторно во ИПАР 3 да бидеме лидери во регионот и во искористеност. Лјупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, гостин во Македонија на утро. ИПАР 3 програмата Новите можности за македонското земјоделство ги представивме, се надеваме дека успешно го направивме тоа. Благодариме за учество. Благодарам.